Борис Јосифовски и Синиша Алексовски. Првиот е генерален секретар во кабинетот на председателот Ѓорги Иванов. Вториот работи во Агенцијата за разузнавање и му е посебен советник на Иванов за безбедносни прашања. Биографијата на Борис Јосифовски покажува брз напредок во кариерата. Дипломираниот историчар за уметност за 4 години од обичен општински советник успева да стане советник за култура, а веднаш потоа во 2009-та историчарот на уметност станува државен советник за внатрешна политика во кабинетот на Иванов. За нецела година тој веќе е именуван на високата кабинетска функција, генерален секретар на институцијата Кабинет на председател на Република Македонија. Сине на уставниот судија Јосиф Јосифовски и поранешен председател на ДИК, предложен од ВМРО ДПМН. Истиот оној судија кој го одолговекуваше со месеци расправањето за уставноста на работата на специјалното јавно обвинителство. Вториот лик во оваа приказна е Синиша Алексовски. Неговата професионална кариера почнува во полицијата. По превземањето на власта од страна на ВМРО ДПМН, тој набрзо станува командант на тогаш озогласената единица Алфи. Таму се задржува 2 години, кога во 2009-та влегува во Агенцијата за разузнавање на висока позиција, а му станува и советник на председателот Иванов за безбедносни прашања. Домашни функционери и медиуми го посочуваа како човекот кој беше линк со српските и руските тајни служби. Бруката особено стана голема кога Алексовски беше посочен од страна на српските служби дека токму тој му дал овластување на српскиот, сега веќе отповикан разузнавач од Скопје, Горан Живалевиќ, да влезе во собранието ноќта при крвавиот убат на 27 април. Алексовски негираше, па дури и јавно ги читаше пораките кои се ги разменувале со Живалевиќ. А во тази аферата со понудите за сертификати за новинари, тој и Јосифовски се посочени како главни изведувачи од страна на дузина новинари со кои што проведено разговараше, но чишто идентитет е заштитен. Борис Јосифовски се јавувал да ги повика новинарите на брифинг, додека Алексовски ги примал во вилата Водно, ги снимале на диктафон, им нуделе да ги потпишат спорните изјави, а истовремено пред него стоеле папки со наводни документи од контроверзните истраги и судски предмети, како Диво населје, Монструм и 27 април. Седете тука кај што сме. Присуството во собранието на припадници на разни институции, пред се армијата, Министерството за внатрешни работи, потоа Агенцијата за разузнавање, укажува уште поголем степен на индиција дека сето ова е организирано од самите институции, односно лицата кои ги раководат таквите институции. Зошто токму овие предмети и зошто токму овие двајца луѓе? Од извори блиски до истрагата, но и во институции кои биле дел од прибирањето информации за настаните во парламентот од 27 април, како и контроверзниот предмет Диво населје. Проверено потврди дека и Алексовски и Јосифовски биле напати повикувани на разговор во обвинителството и за двата предмета. Ука у нас! Сите долу! Лежи! Лежи долу! За првиот случај проверено открива од извори во истрагата дека Агенцијата за разузнавање имала сознанија за опасната група. Тие тврделе дека сите податоци зад групите од Диво населје ги споделиле со УБК, но такви документи во управата не постојат. За вториот пак случај од 27 април, Агенцијата за разузнавање беше јавно прозвана дека нивни припадници, заедно со одредени лица од војската и војното разузнавање, кои се под капата на Иванов, учествувале во настаните од 27 април. Нивни фотографии од снимките завршија и во медиумите. Алексовски и Јосифовски биле викани на разговори за овој случај. Но од Агенцијата за разузнавање има и други сведоци вработени, и тоа онакви
кои допрва треба да ја потврдат вмешаноста на високи разузнавачки служби за овие два случаи. Извори во истрагата за проверено велат дека не случајно токму овие предмети стоеле на масата пред Алексовски, кога им се нуделе изјави за барање сертификати за безбедност на новинари. Главните актери во оваа приказна се странски служби, домашни разузнавачи, новинари и функционери. Не овие повиканите за сертификати, туку голема мрежа која била исплаќана во кеш преку општински организации и компании со странски капитал од источните земји. Сите работеле во функција на скриените агенди на мали и големи држави. Целта била дестабилизација на Македонија. Документите до кои дојде меѓународната мрежа за известување за организиран криминал и корупција покажаа дека руските служби врзани со српските, а преку цела мрежа од соработници вгнездени високо во институциите на Македонија, се обиделе да влијаат на евроинтегративните процеси. Интересен еден детал од документот насловен како државна тајна до кој што дојде проверено преку мрежата, а во која анализата на УБК покажува руските служби пенетрирале и намерувале да инсталираат и врбуваат своји луѓе во многу институции. Но оваа тајна открива дека еден од најважните таргети била токму институцијата председател. Регистриран е особен интерес за кабинетот на председателот на државата, се наведува во документот од контраразузнавачките служби во Македонија.